Почнуваме со студискиот дел. Крсто Златков, основач на Кариерен центар, е во студиото на телевизија 24. Благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме на оваа интересна тема. Благодарам за поканата. Од каде да почнеме? Ако не од почеток. Како до кариерен раст ми е насловот на оваа тема. Ако почнеме да отвараме темата, во Македонија постојат 72 кариерни центри, 52 во средни училишта и 20 на универзитетите. Многу за нив не се знае. Зошто и како да се знае за едни вакви институции? Така, ова е последно мапирање кое што го имаме направено 2012 година. Во државата се отворија повеќе кариерни центри, особено тогаш проектот беше насочен кон средните училишта. Добро. Целта, идејата е средните училишта, нормално младите да имаат шанса и можност навремено да направат само истражување, само спознавање и да правилно се насочат понатаму, затоа што првите кариерни дилеми и првите дилеми кои што ги имаме како млади се поврзани со тоа каде да ги продолжиме ние студиите. Што сакам да бидам кога ќе пораснам? Што сакам да бидам кога ќе пораснам, да. Често пати ќе дојдеме во одредено средно училиште, но понатаму со текот на растот и развојот доаѓаме до таа дилема каде да продолжиме понатаму и првите влијанија или првите одлуки ги носиме најчесто врз база на пријателите каде ќе ни отидат, нели, па ние да продолжиме, да останеме во друштвото, така. И немаме доволен пристап, доволно информации, доволно разбирање, би рекол, и за индустријата. Често пати сме сведоци и во студентски денови, кога ќе завршиме со студиите, да ние не знаеме како да го примениме тоа што сме го учеле во пракса. Бидејќи недостасува праксата на факултети, во најголем дел од случаите. Да, но и разбирање што во пракса значи мојата професија. Зошто? Затоа што јас сега ќе земам за одредени примери. Ова не можеме да го зборуваме за сите професии, но еве ќе земеме маркетер. Тоа што и мене ми е блискост, кога ќе завршите вие маркетер како професија, понатаму вие можете да работите во различни индустрии, а во секоја индустрија улогата е различна. И вие не можете само истото, она што сте го учеле, да кажам, дефиницијата и вештините кои што ги имате, да можете да ги примените во секоја индустрија, но барањето на профилот е поинаков. Затоа кога гледаме огласи, често пати доаѓаме до прашалници зошто е ваков огласот. Затоа што ние недоволно ја познаваме индустријата и недоволно знаеме во пракса што бараат. Конкретен да бидам, имаме од една страна компании кои што имаат интерни маркетинг сектори и во тие интерни маркетинг сектори најчесто улогата на маркетерот е маркетинг координатор. Координира улоги помеѓу повеќе на оперативците, координира оперативни процеси, односно комуницира со маркетинг агенции, комуницира внатрешно со тим, можеби така натаму. Организатор е повеќе кон ивент, можеби кон таа насока е повеќе треба да ги извршува сите маркетинг активности. Од друга страна имаме маркетинг агенција која што работи за повеќе компании, тука имаме акаунт менаџери, имаме копирајтери, имаме и така натаму, и можеби маркетерот да го сместиме во повеќе улоги. Земав само еден пример. Да, најпластично да ви го објаснете. Се соочуваме буквално со истото, ќе завршиме и кога ќе прашате еден човек кој е неговиот профил во рамки на тоа што го учел или пак во рамки на оно што треба понатаму да расте. Така да тоа е улогата, би рекол. Значи, која е неговата улога, каков профил на маркетере. Истото може да го кажеме за примери на новинарството. Каков тип на новинар сте вие? Едновремено имавме поделени редакции и не знам како е денеска во пракса. Прво се учеше само новинарство, сега се учи спортски новинар, се учи економски новинар, политички новинар или токму на тоа мислам. Да. Сега вие ако сте само новинар, каков новинар сте? Па во новинарството треба да се изградиш. Кога почнуваш, ете најпластичниот да го објаснам, кога почнуваш си на некој начин се штолок. Каде што треба да покриеш и да го почувствуваш теренот. Од кога ќе се формираш и како што ќе поминуваат годините, се приспособуваш на една или на друга страна и стануваш или политички новинар, спортски новинар или во мојот случај економски новинар.
Так, или пак повеќе каква средина ви одговара сега веќе Да. кога знаеме Теренот, студиото ете, така. или нешто друго. Што се учи во овие центри? Односно, што него центрите одговори- бараат од вас? Да, него ни да одговори прашањето за самите кариерни центри кои што Да. ги поставивме, само ја кажав потребата во која што се поставија, но тие кариерни центри Што може да добијат да учениците? Да видиме реално што добиваат учениците. Се отворија кариерни центри. Кариерните центри во рамки на универзитетите кои што ги спомнавме постојат. Сега да ги видиме ние форматот, како постојат и што прават, што работат. Во рамки на средните училишта идејата и концептот го кажавме кој беше, но во пракса што се случува? Во пракса се случува да ние имаме само одреден физички простор. Добро. И за тој простор нас ни требаат програми, нас ни треба кадар. И ни треба нели да знаеме што правиме во текот на таа година. Во изминатите години реално самите училишта беа оставени сами на себе да го решаваат прашањето како ќе ги заживеат тие кариерни центри. Затоа и немавме успеси, да бидеме реално низ годините, буквално во последните, барам оние кои што извешти јас ги гледав истражувања, се нула активности во рамки на истите. Можеби некои се трудат повеќе, но реално немаме активности. За оваа година Министерството за образование да донесе закон кој што задолжително имплементира програма за кариера во рамки на училиштата и е дадена повторно на самите училишта да ја спроведат таа програма. Значи веќе имаме програма. Претходно имавме обуки кои што се обучуваа дел од наставниците да бидат кариерни советници. Тоа сакат да се кој ги извршува тие совети. Самите наставници, меѓутоа на долг рок ви имате дали е тоа одржливо, затоа што прво самите наставници како се избрани, кои ги избират тие наставници, кои компетенции ги имаат и дали на вистина тоа им е примарна работа и дали имаат интерес тоа да го прават. Или само ќе се протрча тоа. Да, и буквално дали ќе самиот има интерес тоа да го прави. Така. Или пак е условно наложен. Сега, ако ние имаме јасна програма која што денес е донесено, повторно се отвора прашањето кој ќе ја спроведе таа програма. И ние имаме една слика на пазарот каде што таа програма е дадена на самите училишта, тие училишта ја даваат на одреден наставник и повторно доаѓаме до она дали тој наставник е доволно обучен или да спроведе истата програма. Од друга страна имаме универзитети кои што во рамки на истите најчесто е сектор или човек сектор кој што се грижи за поврзување на студентите со индустријата. Во овој случај најчесто универзитетите испраќаат до студентите мејл со оглас, или пак некои универзитети имаат задолжителна пракса, која што треба да се заврши, имаат партнерски компании, каде што ги испраќаат своите студенти. Како се извршува таа пракса, дали е формална, не и така натаму не навлагаме, но се сведува на овој круг. Најглавното прашање е, што е со сите луѓе на овој пазар, кои што не се дел од некаква образовна институција? Каде ние можеме како физички лица да се обратиме, да тропнеме на некоја врата и да кажеме јас сакам понатаму да размислувам и понатаму не знам кои чекори да ги преземам нели за личен или кариерен. Пред да отидеме на физичките лица, да се задржиме уште малку овде во средните и во универзитетите. Тоа не е задолжителна програма за сите ученици, така? Тоа е индивидуален избор, дали сакам да имам или не. Веќе е задолжителна. Веќе е задолжителна програмата, значи треба да се спроведе. Програмата е дадена и веќе не е изборна. Програмата е меѓутоа не е изборна. Мора секој среднист да ја помине. Од оние информации кои што ги имам јас, таа е веќе задолжителна, не е право на избор. Него е задолжителна програма. И тоа се случува во кој дел од средното образование? Последната година? Во трета година? Можам да зборувам за онаму каде што јас имам искуство, моментално волонтирам во едно училиште. Добро. И трета година се учениците каде што спроведуваме оваа програма. Што се ме интересира првите прашања што ги поставуваат? Оние кои што најмногу ги интересираат учениците. Самите ученици? Да. Па прво учениците не знаат зашто станува збор, да бидеме искрени, затоа што сега они имаат предмети одредени и сега доаѓа нешто за кариера. И мислам дека не им е опипливо и не знаат точно што станува збор. Но она што можам да го споделам е дека учениците навистина имаат интерес ако им дадете шанса да размислуваат. Значи, да ги вие да им отворите теми, така. И од тие теми да им дадете простор да се искажат. И навистина тука гледате кој како размислува, нели? Понатаму, дали имаат веќе изградена свест, што прават, дали
знаат кои чекори да ги преземат. Она што ние не го учиме низ годините е самоуправување, ќе кажам, self-management, нели, на англиски, како ние самите себе си да се менаџираме, како ние самите себе да се водиме и низ животот, а со тоа е низ, нели, нашиот па и личен и кариерен развој. Така да учениците, сега јас можам да зборам за мала група на луѓе, но во таа мала група на луѓе прво ни требаше време да малку ги скршиме, условно ќе кажам, некои бариери кои што, нели, што е сега ова, што правиме ние. Па оној можеби страф од некакво оценување, сепак не можете вие ново и не постојат грешни. Научени се најчесто учениците на точен или неточен одговор. Она што е многу важно тука е не постои точен одговор. Значи постои само дискусија во која што ние можеме да извлечеме одредени заклучоци, но не постои и предизвикот на почетоците и токму тоа е да они сватат дека сето ова што го работиме не е А или Б. Него има многу. Забележавте менаџерски предиспозиции кај некои од децата, ако можам така да ги кажам? Се појавува, денеска е доста актуелно и секој се охрабрува млад човек. Имаме поинаков пазар за разлика од пред кога не бевме минатите години, да. Денеска многу гледаме полесно се охрабруваат луѓето да преземат ризик. И поповолни се условите. Сега да не ги да не ги редиме сите. И поголема поддршка имаат и се. Може секој да проба и да сгреши, не е страшно. Значи барем тој тип на размислување го стекнавме. Не е проблем да пробам нешто, да видам дали ќе ми оди или не. Прашањето е тука секоја одлука што ја носиме, независно дали станува збор за претприемништво, дали станува збор за било што, е да ние самите личниот профил да си го запознаеме и да разбереме дали ние можеме да се носиме со одредени предизвици во животот и како ние реагираме. Постојат профили на луѓе. И тие се едноставно дел се вродени, дел се стекнати со текот на годините, се адаптирано, викаме адаптирано однесување, стекнато однесување и нешто што си го носиме самите. И сега ако не доволно се познаваме, најчесто одлуките ги носиме на хајпот, кој што постои, а тој хајп е најчесто стани предприемач, можеш ти повеќе и така натаму, каде да отидеме, било кој рил денеска, те охрабрува да нешто направиш и работиш за себе, но кога ќе почнеме да работиме за себе, разбираме дека не е така бајка и дека наистина трудот и е голем, двојно да се посветиш и многу луѓе не се спремни тоа да го издржат. Така да бидеме, сакам реално луѓето да сватат и ние реално да им ги доближиме сите предизвици. Што значи окей да си предприемач, што значат другите професии и да им помогнеме, особено на младите, да им помогнеме навремено да дознаат која е нивната средина, која е нивната улога, каде може да перформираат согласно нивниот профил, личен профил. Колку имаме ние сега луѓе како вас, кои што може да препознаат која особа е за од 8 до 4 и кој може да биде предприемач? Каде се учи тоа? Ќе си земам право за збор да кажам, иако не членувам, кај нас постои асоциација за кариерни советници. Добро. Не знам колку се на број кариерни советници, но треба, апелирам јас ги работам овие теми, нели треба да направиме можеби едно здружување во кое што ќе донесеме и ние некаков методологијата е различна, ќе кажам. Сите работиме. Јас имам развиено и сопствена методологија. Можем и за неја да зборувам, но работата е што ние како кариерни советници правиме и работиме и како го правиме тоа. Ако секој индивидуално пристапи, како што моментално и јас работам индивидуално сесии, еден на еден со луѓе, ние сме само индивидуални производители, индивидуални советници. Некои се коучинзи, некои се повеќе за кариера, некои се повеќе за личен развој и така натаму. Па тука имаме и психотерапевти кои што се во различни и не можам денеска ни јас да бидам искрен све да ги пофаќам правците во кои што постојат во различни методологии и така натаму. Треба навистина една систематизација и кај нас. Треба систематизација што ние точно правиме за да не буниме. Вака работиме сите со индивидуалци, но што правиме? Јас од она што сум го идентификувал е дека на луѓето секогаш им треба многу е јасно кога гледате дали им треба личен или кариерен развој, тоа е сосема различно, или им треба двете. И секако има теми кои што не можеме да ги разработуваме сите, вклучувајќи ми и мене. Има теми во кои што треба да се вклучат психотерапевти, ако треба да обработуваат некои прашања кои што се нивна проблематика. Но кога станува збор за
стратегија и пристап како да направиме следни чекори во кариерата, апсолутно тука можеме да се консултираме со кариерни советници. Може да се каже, да се даде некаков процент или некаква проценка колку од среднистите или луѓето што се на факултет залутале во професиите? Може да го приметите тоа? Над 40% сега не ме држате за збор, јас пред година и пол правев исто некои истражувања, колку се, видите, во истражувањето имаме навистина, јас внимавам со бројки, затоа што лесно е да се каже нешто од ракав или да прочитате некоја информација, но навистина е голем процентот, ако гледам и искуствено, и самите универзитети може да потврдат. Голем дел од студентите, јас сум водел тренинг центар, можам да зборам, тука можам да зборам со прецизни бројки. Во рамки на кариерниот центар, каде што сме имале 100 студенти годишно. Добро. Што значи студенти, чисто да разјасниме на гледачите, станува збор за едногодишни програми и академии, неформално образование. Во рамки на тие едногодишни програми, колку и да се многу стручни, збориме за графички дизајн, збориме за програмирање, збориме за, значи, доста се насочени, кога ќе дојде моментот да работиме, јас имам предмет кариера, кој што го работам со нив во 2 семестри, кога ќе дојде моментот да го работиме предметот, многу од студентите имаат прашалник дали го направиле вистинскиот избор дури во рамки на едногодишни студии. Може да замислите на 4 годишни студии што се случува. Не, они прават чекор од причина што ова може би е тренд или сакам да пробам. Сега видите, има и некогаш одлуката е сакам да ризикувам, сакам да го пробам ова, како обука, како вештина. Ми одговара или не ми одговара во случајот. Но ако имаме тука што е навистина голем бројот, значи 30% тука слободно можам да кажам дека имаме студенти кои што не се целосно, не се баш за тоа. Едноставно кажано. Нема да изградат посериозна кариера таму или ќе имаат поголеми предизвици или треба да го најдат под профилот во рамки на истата и така натаму. Така да имаме навистина голем број на луѓе па и на факултет. Јас и од мојата генерација кога бевме на факултет, прашањето е колку од нив го работат она што го завршиле и што имаат дипломата денес знаењето. Половина, предпоставувам. И помалце? Па јас бих и помалце. Да тргнеме од секое друштво. Ете, моите другари пријатели помалку од половина го работат тоа што го завршиле како образование. Токму тоа. И тоа веќе влече понатаму. Значи тоа не влече од претходно. Значи уште чекорот кој што сме го направиле при самите уписи. Зошто сме се запишале? Во време кога јас студирав, значи збориме 2005 се извинувам, 2005-2009, тогаш беше актуелно најмногу да работиш во банка. И тоа беше статутот, значи некој општествен статус да работам во банка. И финансиски менеджмент беше најпосетена меѓу најпосетените смерови на економски факултет. Меѓутоа, времињата се менуваат, денеска може би е бизнис и така натаму, и сега тоа се тековни трендови. Потребата на пазарот. Меѓутоа, ние дали ќе трчаме по тековни трендови, или пак навистина знаеме што сакаме. Едноставно прашање, секој нека се праша, дали знае навистина што сака, буквално на што сакам да бидам, нели? Мислам дека одговорот не многу ми нагуби. Менување на сектори, менување на индустрии или 40 години во една компанија? Што беше тренд, да го кажам, на нашите родители. И ова е добра теза, ако гледаме дали, ако јас поминам 20, 30, 40 години во рамки на една професија, јас сум изградил успешна кариера. И тоа е многу добро да го разгледаме, затоа што реалноста е, видите, не треба да наметнеме дека секој што работи во одредена професија мора и во тие 20-30 години кои што ги посветил во рамките на својата професија, да кариерно постојано напредува. Значи, и легитимно е некој човек да се извршува работата и да во таа работа е маестрален, нели, на таа позиција. Ама и не е амбициозен, си го работи тоа што е неговото задача да се завршува. Клучна врата и пријатно. Ќе направам две паралели. Вие можете да имате индивидуален супер производител и тимски лидер, или обратно. Ви имате, например, индивидуалец кој што е фантастичен во тоа што го прави. Ако го ставите на менаџерска позиција, да не се снајде, можете буквално профилот да го уништите. Јас често пати правам паралели помеѓу, не знам, во спортот. Ке ставите играч на одредена позиција каде што не припаѓа. И вие нема да перформира таму. Затоа е многу важно секој од нас, и она што и јас го работам со луѓето е да најдеме вистинската улога каде ќе перформира, на која позиција. Бараме прво средина, потоа бараме улогата
и кога ќе ги споиме двете, тогаш го бараме местото каде што најдобро ќе перформира. Да видам само колку така, помина некои 15 на минути, ова беше увертира за разговорот со средношколците, со студентите. Сега да одиме лично на она што вие го правевте за гледачите, да појасниме што и како го прават експертите, како што и ве најавив, за кариерен раст. Сега вие сте основач на еден таков кариерен центар. Кој се доаѓа и контактира со вас и што се потребите најчесто за еден човек да порасне во кариерата? Така, од ова што го кажавме, во првиот дел очигледно е потребата, прво ќе напоменам, од вакви кариерни центри. Независни, самостојни. Раз работам од 2012 година во тренинг индустрија и навистина низ годините голем број на луѓе поминале кои што сакале да се доквалификуваат, преквалификуваат, но не знаеле каде и така натаму. И токму ова ми било и мене предизвикот за да работам она што го работам денес. И тука имаме сериозен предизвик, каде што треба да постојат овие тела за да може да ги задоволат и оние форми на кариерни центри во рамки на институциите кои што постојат, но и потребите, пазарните потреби и индивидуалните потреби на секој човек. Сега кои луѓе пристапуваат? Да бидам искрен, очекував на почетоците дека тоа ќе бидат студенти, Добро. Особено кои што завршиле и се уште не се пронашле, но првите и ден денеска идеалната она што викаме ние, нели, целна група која што ги користи овие услуги се луѓе кои се на возраст помеѓу 30 и 40 и нешто години. Значи избориме после 30-та година. Добро. Најмногу и првите клиенти беа помеѓу 38 и 40 Биле години. дел од некоја индустрија, не се пронашле или? Различни, да, имаме профили, работење 10 години минимум. Добро. На различни позиции. И на крајот што е следно е нов прашалник, а тоа што е следно влегуваме во една нова етапа, кога веќе имаме 40 до 50 години и веќе до 60, некаде уште 20 на години, да кажам, од оние физички предиспозиции кои што ние ги имаме како луѓе, за да можеме да дадеме перформанс. Дали ќе ме сакаат така? Не сакаме да ги изгубиме наредните, немаме многу време за експериментирање и за трошење. Значи, реалноста е дека се она што сме го правеле ние во минатото, а не донело некаков конкретен резултат на себе си, првенствено на себе си, кога зборам личен и задоволство, сатисфакција лична. Тогаш имаме ние реален проблем. И сега на таа возраст ние сме веќе зрели, сме веќе независни, можеме финансиски да инвестираме нели во себе, не сакаме да грешиме, сакаме да донесеме попаметни одлуки, често пати сме семени веќе луѓе и веќе секој чекор што го правиме не е експериментален, сакаме да го погодиме, сакаме да биде точен. Значи прецизен. И во рамки на таа прецизност, ако некој ви пристапи лично и разговара еден на еден, тогаш ви имате нормално некој со вас ве прати во процесот. Значи има поддршка, ви дава поддршка, не сте сами во размислите и така натаму, ве насочува, нели ви помага и така натаму, така да овие луѓе се најголемиот, да кажам, процент со кој што јас работам изминатата цела година. Понатаму имам луѓе кои што се помлади, помеѓу 20 и 30 години, кои што имаат завршено факултет, веќе имаат први искуства, но гледаат дека не можат да напредуваат, особено тука. Многу интересно е, ние често пати знаеме да влеземе во некоја професија и во индустрија која што не е развиена во Македонија. Кога не е развиена таа индустрија во Македонија, вие сте лимитирани, имате ограничување. Значи, го немаме тоа тука. Вие не можете да градите бродови во Македонија, пример, и сега тоа го немаме, може да отиде во екстрема, нели, го немаме тоа како можност да го изучуваме, но реално имаме професии кои што ние ги изучуваме и ги нудиме на факултетите и на академиите, а не се доволно мислам, не е средината поволна, ќе кажам. Сега, да, имаме од друга страна спротивни можности, односно поголеми можности преку онлайн или нели работа од далечина, каде што пазарите ни се достапни, вие можете да аплицирате за било која компанија, ако имате нели дигитални вештини, можете тоа да го работите и од дома. Но конкуренцијата веќе не е иста. Конкуренцијата веќе глобална и вие треба да имате сериозно развиено CV и пристапот од
од тука за да нели добиете таа работа не е едноставен и затоа потребно е тука повторно и конкуренцијата се расшири со Индија и IT технологиите веќе апсолутно од секоја страна имаме ние конкуренција, така да ова мораме да го разгледуваме и ние повеќе стратешки во многу земји што вложуваат интерно, особено во делот на иновации, за да ги задржат луѓето. Сведок сум на модели од Европа и конкретно од Германија, каде што самата земја инвестира покрај тоа што инвестира да има програми за иновации и стартапи. Јас бев дел се уште сум од таа заедница. Добро. Како коосновач на стартап клуб Скопје, но ние се отворија кај нас акцелератори, но кога завршија програмите на акцелераторите, тогаш заврши целата приказна. Ние не успеавме од тоа да процениме и да сватиме дека тука имаме потенцијал да направиме можеби посериозна стратегија од сето тоа и да успееме да привлечеме луѓе од надвор да доаѓаат и живеат во Македонија. Нели, имаме многу различни можности, но сепак тоа е предмет на интерес кој што ние треба да го покажеме. Колку вас ви искористуваат за потоа да бидете одскочна даска за тој да се продаде на некој начин надвор? Повеќе се за кариерен раст во Македонија или сакаат да атакуваат на меѓународните пазари? Не се ограничуваме, но прашањето колку човекот е спремен да работи надвор, некои се спремни да се преселат, да бидам искрен, значи сега напред доколку ја добијат таа можност. Она информација која што имаат од вас? Ако немаме тука потенцијал за истото, значи или им треба до едукација, ние не можеме тука да направиме. Немаме такви кадри, немаме конкретни специфични индустрии, не знам, за индустријски дизајн, па и за моден дизајн да речеме, ги немаме тие индустрии реално. И потребно да се отиде нели во средина каде што ќе се запознаат луѓе од светски рамки, каде што ќе ви се отворат поголеми можности. Тука е многу едноставно би рекол, ние сите луѓе живееме во одредени обкружувања и во некаков свој бабл или некој да го преведеме сега нели сега ние целта е да го прошириме околу своето. Целта е да го прошириме за да добиеме повеќе можности. Така да луѓето се спремни зависно со тоа во моментот со што се соочуваат и како им е нормално, дали се семени, дали може да напуштат или не, или пак се спремни да работат ремоут или пак исклучиво сакаат има луѓе да работат ремоут и да работат флексибилно. Денеска и тоа е некој тренд да ние, особено од ковидот па наваму, да работиме онлайн. На тоа јас имам и личен став. Не можеме да бидеме целосно продуктивни, да бидам наискрен, ако сме постојано и целосно онлайн, затоа што вие губите контролата на времето. Треба да сте многу добар да имате многу добра контрола на нели селф и тајм менеджмент да имате за да и дисциплинирани пред се да сте сами како луѓе за да тоа го правите. А па од друга страна па може знам примери каде што многу повеќе се работи ако си од дома отколку да си во канцеларија. Така беше кога не можевме да излегуваме надвор, но кога веќе можеме да шетаме насекаде, веќе поентата се губи на тој тип. Добро, да, држи и тоа. Не се ограничуваме, работиме стратегии различни. Ги гледаме, мапираме домашни индустрии, ги гледаме потенцијалот прво на овој пазар, секако. Прво го гледаме домашниот пазар. Ги гледаме на самиот човек кој му се очекувањата. Секој има различни очекувања во однос на средина, во однос на плата, во однос на се. Но јас сум тука искрен, не е само, нели ние немаме магично стапче и само ја тоа све сакам и супер ќе го направиме, но и реалноста е тука. Нели кое што треба да постои. Да бидеме искрени, ние имаме од она што низ годините имаме слаб животен стандард и од тоа што нормално посакуваме еден нормален квалитетен живот, ќе кажам, сме во позиција таква да постојано гледаме низ призма на финанси да бараме повеќе. И тоа е поради тоа што искуството наше да не водат само финансиите, а не личниот. Да имаме подобри средини и се надевам дека ќе развиеме подобри пазари, ќе развиеме подобра економија, ќе имаме подобра држава во тој дел и подобар животен стандард, тогаш дефинитивно ќе се смени перцепцијата и колективно на луѓето. Зборувавме за студентите, зборувавме за оние кои што сакаат да направат кариерен раст, за луѓето, а кои се предизвиците на компаниите, сакам се од другата страна да свртиме топката, имаме недостаток на квалификуван соодветен кадар во делот индустриите, а во некој па и превработеност. Односно луѓе кои што
не исполнуваат онаа норма или што би како што милуваа да кажат работодавачите или дел од нив не се доволно продуктивни македонските работници. Да, во моментов постои таков дисбаланс на пазарот. Тој дисбаланс се темели на повеќе фактори. Еден од факторите клучот е нормално и дел од условите, платата и така натаму во кои што одредени индустрии имаат, особено нови пазари, реално не можеме да очекуваме да имаме работници за се, а нели се буди поинакви времења живееме и секој сака да во животот просперира подобро. Јасно. И затоа имаме индустрии кои што се соочуваат со недостиг на работна сила и тука е потребна автоматизација, гледаат, односно се повеќе, особено денеска со помош на технологии, вештачки интелигенција и така натаму, гледаме како да ги автоматизираме одредени процеси кои што можеме да нема репетитивна работа кој што ќе извршува човек. Ајде да бидеме реални, не сите работи, не сите професии, особено кога е премногу репетитивна работата, се и добри за луѓето. Ние како луѓе сме креативци, треба да работиме подобри работи. Не да работиме нешто што е само притискање на копче, ќе кажам сега вака многу банално. Роботика. Роботика, да. Нешто што навистина можеме да го автоматизираме во моментот. И да, не го гледаме само низ призма на намалување на трошок, него го гледаме и како нешто што, затоа што тоа повлекува можеби други. Имаме технологија, но треба некој да одржува таа технологија, треба да прати таа технологија. Повторно имаме фактор човек кој што зависи. Значи, ние што велиме, промената нема да ја направи вештачката интелигенција, промената повторно ќе ја направат луѓето, но со помош на вештачката интелигенција. Сега зависи колку сакаме да направиме промена. И колку сме подготвени, меѓутоа и во која фаза нормално се наоѓа бизнисот, колку ни е развиен не само и свесноста, него и колку сме подготвени, затоа што секоја промена подразбира ефорт различен. Инвестициски, меѓутоа и временски, и ресурсно и така натаму. Од друга страна имаме на пазарот луѓе, она што зборувавме дека нели имаме недостиг едните, од друга страна имаме и луѓе кои што денеска имаат вештини, но тешко наоѓаат работа. Зошто? Затоа што се случува промени, особено во IT индустријата, мора да ги напоменеме, реално таа е реалноста денеска. Низ изминатите години голем број на кадри се квалификуваа, добија вештини во таа област, но денеска на светско ниво имаме промена и прераспределба на капитал и прераспределба на проектите и начините на работа. Ако порано се трошеа финансии, буџети за да вие развиете нешто и го донесете до некој степен да вие го валидирате тој продукт, денеска за тоа не се трошат пари. Зошто? Затоа што прво развојот на продуктот е многу побрз. Ако нешто се правело за 6-10 месеци, тоа се прави за месец дена и вие одма го пробувате и гледате дали тоа функционира или не функционира на пазарот. И нормално лимитиране бројот на вработени лица и веќе нема толку место за нови вработувања. Порано скалираа бизнисите, скалираш индустријата, се развиваш индустријата. Значи од 20-30 вие влегувате на светски пазар и имате потреба многу клиенти и вие преку ног расте сите компании, особено IT, растеа од 20 на 50, на 100, на 200, на 1000 вработени. Сега има стагнација. Во период од 5 години дури нереално нели растење. Сега нормално е да има стагнација, затоа што вие преку ног сте порастале многу, сега се случува промена да понуда побарувачка. Немате токава побарувачка на пазар и вие автоматски лимитирате, дури тоа што го имате може да има нели намалување на кадри, а не повработување на нови кадри или кадри особено кои што се на јуниорски позиции. Тие најмногу денеска нели се во процес на се со предизвик, затоа што шанса да некој ви даде да ве расте внатре е навистина многу помала од сите овие фактори кои што ги напоменавме. Така да што е со овие кадри, секако не треба да се обесхрабруваат луѓето, него напротив ние сме во постојан процес на учење. Еве сега имаме и со вештачки интелигенција и така натаму имаме нови можности да учиме и да се прилагодуваме на одредени индустрии и секој треба да биде, пак ќе кажам јас, проактивен, да работи на лично портфолио, ајде ова ќе го напоменам. Ние имаме малку често пати сакаме одма да скокнеме во нешто и одма да имаме резултат. Некако како да се изгуби оној момент да јас буквално како во бизнисот, ако вас ви треба од 2 до 3 години, од 3 до 5 години да го развиете бизнисот и вие може да жртвувате една година во кој што ќе работите, ќе волонтирате, ќе работите на проекти во кои што само иницијативно можеби ќе ги направите, ќе ги нудите и така натаму. И тука е многу важен пристапот, конзистентноста,
Имаме многу лични вештини кои што луѓето треба да ги имаат и тие се фактор одлучување за некој да ве вработи, така да ова е навистина голема тема, но предизвикот од аспект на компаниите можеме да го кажеме дека постои денеска, и дека самите компании дел од решенијата ги бараат во тие автоматизации, дел можеме ние да популаризираме, не сите имаат внатре сектор кој што да има сектор за човечки ресурси, меѓутоа не сите компании имаат ресурси, можност да водат некаква си кампања, условно кажано, за промоција на некоја професија. И најчесто колку се битни во компанијата, во индустријата, HR секторот? Па многу битен, мислам, тоа ги држи, сепак работи со луѓе, човечките ресурси кај нас ги прават компаниите, реално. И тој сектор мора да биде, но не можам да навлагам во детали, не сум работел во сектор за човечки ресурси, а секогаш сум бил од страната на бизнисот, од страната на маркетингот, продажбата, менаџирањето на процеси со луѓе, но од секторот на човечки ресурси единствено не треба да се сведе на тоа за постојните работењето, за постојните вработени само да им направиме услови на да им биде комодно, туку треба да има и поперсонализиран пристап внатре со секој од вработените, од друга страна да работат и на реално мапирање на тоа какви кадри постојат кај нас, тесно да соработуваат со други агенции кои што од каде што може да дојдат или да земат таленти, така да има, верувам дека овие работи и ги прават, но тоа е сектор кој што е многу значен во една компанија. Како да се направи иницијатива кога основното мапирањето, да се направи едно национално мапирање на потребите на индустриите. Конечно да знаеме што треба во тешка индустрија, што треба во IT сектор, што треба во други индустрии, да се види каков кадар ни треба, дали е тоа оперативен, дали е менаџерски, дали е може да се донесе на условно на проект ова. Значи, нас ни треба ова работа и на терен, и кол центар, и нели каде што можеме да се фокусираме на различни индустрии. За секоја индустрија ние правиме истражување. Тие истражувања си има компании за истражување кои што нели може да ги спроведат истите, дали е преку телефонско јавување, дали е преку директни нели состаноци, но преку Министерството за образование ми беше прашањето или преку владата, како имаме да се стигне до... Постојат методи за истражување, само повторно ќе кажам, треба да ставиме ние фокус и треба да покажеме интерес. И да има волја. Да има волја, апсолутно. Сега не секоја компанија нормално ќе види, особено ако истражувачка, ќе види финансиски можеби бенефит од тоа, затоа треба можеби на ниво на проект да го направиме, затоа што или пак обратно, ајде ќе кажам. Еве кариерниот центар, еден од проблематиката е токму и ова, кој што треба во иднина да дава како услуга. Таа услуга ја плаќаат самите компании. Значи, вие како компанија имате реално потреба од кадри. Добро. И сметам дека секоја компанија би била расположена да одвои дел од финансии со цел да даде некаков инпут, односно да каже со кои потешкоти се соочува, односно за нивната индустрија, за нивната компанија вие направите истражување. Истражување и од страна на тоа што имаме ние на пазарот во моментот и кои се нивните потреби. Ако добро е спакуван продуктот, секоја компанија што има реално потреба од кадар, а имаме недостиг на кадар, верувам дека може да издвои средства затоа што тие сепак плаќаат за огласи, пуштаат огласи и така натаму. Ако им се пристапи поинаку, се согледа кој е реалниот тој профил и се спроведе некаква активност или талент програма, талент програми кај нас и постојат и дел од компаниите сами ги прават. Дел бараат поддршка од други институции. Кај нас имаме и асоциација за HR менаџери и така натаму кои што работат на обуки на талент програми, но ако имаме повеќе институции и кариерни центри кои што ќе се занимаваат со талент програми, тогаш може да се покрие ова. Значи ние треба да стимулираме повеќе отварањето на вакви независни кариерни центри. А координација помеѓу образование и пазар на труд? Како стоиме сега и каде треба да бидеме, например, за 10 години? Ако ние ги заживееме кариерните центри во образованието, ќе имаме дата.
ќе имаме податоци. Така. Ако не имаме податоци... Таа програма рековте на почетокот на разговорот дека е се задолжителна. Апсолутно, ако не имаме квалитетно спроведена програма, колку училишта имаме, ние ќе добиеме релевантен податок и за секое дете и ќе видиме на как на кое ниво сме, какви се профилите на учениците и така натаму. Со тие податоци ние потоа ќе можеме да воспоставиме и национална стратегија, да кажеме во ред таа и таа индустрија ги имаме. Сега ви имаме обиди и во високото образование, нели, да се воведат одредени реформи за кои треба смерови да постојат, не и така натаму, сега со новите измени. Нас не треба корекција, ни треба корекција. Корекција во однос на тоа што имаме ние, што ќе развиваме. Прво мори самата држава да каже што ќе развива и што ни е нас национален интерес. Ако ние знаеме што ни е национален интерес и во наредните 10 години ги развиваме одредени сектори, а да не е тоа само администрација, го таа дигитализираме, таа треба се намалува и така натаму, да да не одиме во тие теми, да биде поефикасно, меѓутоа што е со приватниот сектор? Кои се топ компании, кои се топ индустрии, кои кадри тука требаат, а каде оди светот? Ние често пати привлекуваме одредени странски инвестиции, отвараме одредени компании и нема да најдеме луѓе да работат. Кои што не можеме да најдеме луѓе да работат. Дајде да смениме тогаш стратегијата, да отвараме друг тип на компании, да отвараме компании каде што младите навистина може да се пронедат, да не отвараме само тешка индустрија. Да. Ние од таа индустрија сме од времето, нели, и во време на Југославија и така натаму, а другите фини индустрии били у Словенија и така натаму. Имаме, мислам дека добро поднебје и добра релација, да, се гради инфраструктура, треба да се направат нели други работи за да ние можеме тука да бидеме по-привлечни, нели, за инвеститори, но денеска особено со можностите да работите од надвор, јас мислам дека штета е што пропуштивме изминатите години, оној бран од 2015 ќе споменам, до денес тоа се 10 прекрасни години кои што ние можевме да ставиме малку повеќе фокус на иновации, затоа што младите и тоа го сакаат, со тоа живеат, со тоа се околу нив и да малку повеќе им дадеме можности од тука да градиме ние приказни кои што ќе бидат глобални. Така, имавме и фонд за иновации, меѓутоа видовме како неславно заврши тој државен фонд за иновации. Кои се искуствата од надвор што може да се препишат? Како еве регионот па и пошироко ги решава овие проблеми? Имаме центар за иновации на Косово, имаме во Ниш постои отворија исто центар за центар за иновации или како им гласи во моментов. Да. Ми отиде мислата, но гледаме околу регионално како вложуваат, односно гледаат нели земјите да направат околу нас, околу регионот, нешто повеќе на таа тема. Зошто? Затоа што стануваат поинтересни, попривлечни. Да, ние имаме одредени, барем допред некоја година, кога треба да влезете вие во некои светски фондови, има ограничувања. Дали сме во ЕУ, не сме во ЕУ и така натаму, но реалноста е дека ние треба да преземеме од барем некакви чекори. Нели, а да не бидат тие чекори само отвараме нешто, немаме пресликување на методологија, немаме некои искуства донесени од странство, сето тоа е повеќе форма. Јас имам проблем да бидам искрен и лично со формите кај нас. Многу работи правиме како форма. Суштината не. Да. Така да приказните кои се од страна. Ние гледаме дека Романија многу влезе сега, она е во, не знам колку ни е репер во Европска унија, меѓутоа за неја се отворени навистина многу поголеми можности за нивните стартапи кои што се таму. Ке нас и во регионот имаме иновации, имаме многу успешни, мислам, постојат успешни приказни. Како да стигнеме до истите, едноставно, пак ќе кажам, сега ќе завртиме у круг, но потребно е да ставиме фокус на ово и да го работиме. Да не бидат само проектите, сите страни вклучени. Ако имаме некаква фондација која што работи на одредени проекти, таа фондација да биде усогласена со инкубаторите, акселераторите кои што постојат тука. Моментално, за жал, не постојат веќе, значи имаме освен инкубаторот и стартап клуб, не знам дали постои во моментот, ќе ми извинат, но можеби некој акселератор плюс функционира. Се затоа и таа работа со нив. Да, нема, имаме застоја, градевме целосно нов екосистем. И за тој нов екосистем постојано беше од некакви индивидуални иницијативи,
но немавме како да ги вмрежување на сите страни, значи буквално на сите страни. За да може да донесат нас, потребно е особено фондации да донесат одреден капитал, да привлечат или ние да се вмрежиме со надворешни акцелератори. Ако ние се фокусираме на одредена индустрија, нека е здравство, нека е друга, ние имаме тука супер поднеби за тестирање во делот на земјоделие, веќе кажам дигитализација. Имаме прекрасна земја во која што ние требаше да бидеме до сега, буквално не знам како да се изразам, но требаше да бидеме научна фантастика, ќе кажам, за одредени земји во поле на дигитализација во тој сегмент, затоа што ги имаме ресурсите, имаме се, но каде е планот? Сега ако ние решиме, ние градиме стартапи исклучиво кои што ќе работат на иновации за таа индустрија. Што правиме ние во тој случај, да бидам уште појасен или за гледачите. Ние растеме постојано, ги стимулираме младите да создаваат иновации, а тие акцелератори, тие инкубатори се линкот помеѓу компаниите и самите стартапи. И успеваат да ги продадат нив. Тоа што ние ќе го развиеме тука станува веќе условно можете да го продавате и на други земји во светот. Така, тој производ да биде раширен. И автоматски капиталот инвестициите ви се враќаат. Доволно е да ставиме фокус еве на една индустрија. И таа индустрија да земи, да станеме експерти во таа индустрија и тука да ги стимулираме другите. Нешто повеќе од вас, граѓаните и сите оние кои што го гледаат разговорот и се виде интересен, можат да го видат на 27 и 28 февруари на сајмот за образование. Ќе имате и вие ваш корнер таму, каде што ќе давате кратки бесплатни кариерни советувања. Каде ќе може да ве најдат и што може да се очекува од овој сајм? Да, оваа година за прв пат кариерниот центар ќе учествува на сајм за образование. Се одржува, мислам дека по трет пат, како организација на студентарија. Во Ситимол ќе имаме свој корнер, таму ќе бидам јас. Учесниците кои што ќе поминат ќе имаат можност да добијат кратка, брза сесија со цел идентификување, скрининг, брз скрининг на нивната потреба која што имаат и совети што да преземат во таа насока. Од 11 до 16 часот, 27 и 28. На 28 јас држам една презентација за млади, за студенти, кариера за студенти, од каде да почнеш, дали ти е доволна или дали ти е потребна само дипломата или дали треба да чекаш диплома за да почнеш со работа. И потоа веднаш имаме панел дискусија на кој што исто ќе бидам учесник, кои вештини ги бараат компаниите денес и во наредните 5 до 10 години, кои ќе бидат важни вештини. Ќе отвориме супер прашања, ќе има навистина одлични можности за сите млади па и возрастни, би рекол, не само млади, да дојдат и да дознаат повеќе што се случува на пазарот и во образованието и на пазарот на труд. Добро, тука некаде ќе ни заврши нашиот разговор. Се надевам дека отворивме многу дилеми пред се, да видиме до каде сме, како сме и како да пораснеме во кариерата. Мило ми беше што разговаравме на оваа тема. Не е секојдневна и не може секој ден да се разговара со личност како вас. Но вистина ми беше мило што ви имав за мој соговорник, па по сајмот дека помине некој време да видиме како се разбиваат младите и каде најмногу сакаат да бидат дел од својот професионален развој. Ова треба да го продолжиме како насока. Ке треба да изградиме тела, со цел да се занимаваме се повеќе со овие прашања, затоа што и пазарот тоа ќе го наложи, особено во наредните години. Благодарам уште еднаш на поканата, се надевам бевме интересни за гледачите, отворивме теми, а овие теми ќе живеат само ако продолжиме да ги зборуваме. Така, ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, па почнуваме со вториот дел од емисијата.